Стадион. Емисија за вашата вистина. Јаким Неделков, Сонк. Ме слушате, ало? Да, се слушам, да. Се извинувам што почекавте. Малку за администрацијата. Во образованието, колку што знам, наставници нема премногу, не недостасуваат. Дури веќе има и кадри кои што се дефицитарни. Математичари, физичари, биолози, па и македонски јазик. Каде кај вас таму има ли превработеност во другите административните елементи? Не, во административните служби апсолутно нема превработеност. По еден или двајца административни работници има на ниво на установа, училиште или градинка. Меѓутоа, за волја на вистината, математички испаѓа дека има превработеност во односно на воспитно-образовниот кадар. И тоа се должи на одржување на кондицијата селата да останат живи, по секоја цена да се има училишта во селата. Ако нема училиште во селото, нема да постои ни село. И од таа причина имаме релативно доста, би рекол, непродуктивни и не економски сплатливи училишта, каде што имаме мал број на деца, имаме релативно голем број на наставници. И затоа велам, математички испаѓа дека има превработеност на наставници. Меѓутоа, реално, наставници има толку колку што е потребно за да се изведува непречено воспитно-образовниот процес. Точно ли ова дека се помалку има математичари, биолози, хемичари? Да, апсолутно е точно. И сега ако одите во бирото за вработување или во приватните агенции за привремени вработувања, апсолутно не ќе можете да најдете наставници по природните науки, па сега веќе, како што споменавте, и по обштествените науки, нема слободни или невработени колеги, од многу едноставна причина што нашата професија апсолутно не е интересна за работа. Значи, примањата се толку ниски, каде што со високо образование, со завршување на факултета и постдипломски титули имаат колегите кои што не им се исплаќа за прилика 25.000 денари да работат во образование. Повеќе се определуваат во работа во приватниот сектор, значи јавната администрација апсолутно не е популарна, цената на трудот е исклучително ниска и ова што и претходниот гостин говореше во однос на администрацијата, рационализација и така натака. Мислам дека тоа е само повеќе зборување, дека не е функционална, можеби бројот е навистина голем, меѓутоа интересот на луѓето да работат во јавна администрација воопште не е голем. Повеќе тоа Сакате да кажете дека сега на конкурси за вработување во администрација не се јавуваат луѓе? Па не се јавуваат луѓе, освен кои што веќе претходно се примени заради партиски заслуги, па подоцна се објавуваат конкурси. Инаку, сега ако убеден сум дека ги следите изјавите на колегите кои што ги застапуваат синдикатите од администрација, значи референт во јавна администрација има 15.000 денари плата. Референт во јавна администрација, точно е дека е со средно образование, меѓутоа е носител на дејност, кој што работи како шалтерски работник, кој што работи со странки, кој што за неговата работа, дали во катастар, дали во суд и неважно каде, има кривична одговорност. Со високо образование почетната плата им е некаде околу 21-22.000 на колегите кои што работат во јавна администрација, а навистина имаат обемна работа. Тука е проблем, по тоа што го кажуваат колегите од администрацијата, проблем е што 10% од административците работат, 90% не знам зашто се примени. Тука се согласувам со рационализацијата. Па нели имате мерит систем, мониторинг, имаат ментори? Сето тоа е теоретски, сето тоа е на хартија. Условите за менторирање и оценување некои поинакви фактори влијаат за успешноста на... Се партиски диктирани, добро.
Господине Неделков, направивме вовет во вашата работа, па повелете сега, ова со минималната плата. Не може да кажете дека не е добра работа. Ама испаѓа дека е лош. Ја отвори Пандорината кутија. Од кај сега пари? Да, точно е. Тие што земале малку се доближиле кон тие што земале, не земале многу, ама земале колку толку повеќе од тие што земале малку. Сега си задачиле. Како, од кај, кои ви се предлозите и колку тоа би чинело? Линеарно, по коефициент, прифаќате и линеарно. Повелете затоа што во понеделник треба да одржите штрајк. Па да, Пандорината кутија е отворена, каде што ние како синдикат, и како СОНК, и како Конфедерација на слободни синдикати, веќе поодамна зборувавме дека ќе дое момент кога балонот ќе се дуе и на крај ќе мора да пукне. Или чашата ќе се полни од незадоволство и на крај мора да се излие. Тоа е веќе 4 години каде што ние на јавни трибини, на протести, во економско-социјалниот совет, во разговор со ресорните министри, па имавме можности со представници од владата, да разговараме и да кажеме дека нити е по закон, нити е по колективен договор да се исплаќаат плати со различна сложеност на работните места да се земе иста плата. За волја на вистината пред 3 и 4 години изедначувањето на платите беше само на неколку работни места и тоа беше алармот и црвеното светло кое што го запаливме. Денеска дојдовме во 2022 година, во градинките да имаме 10 работни места со различна сложеност на работа, со различни бодови да земат иста плата. Кој нас тоа ќе не убеди дека тоа е заради, не знам, зголемување на платите во најзагрозените социјални категории и така е добро и така ние треба да го поздравиме овој потез на владата, меѓутоа апсолутно е спротивно на колективните договори, спротивно на законот за минимална плата, а да не зборуваме за урамниловката која што овие работни места ги приближи или ги спои со носителите на дејност. Тоа е проблемот што денеска се прели чашата или што балонот веќе пукна и што еднаш за секогаш мора овој проблем да се надмине со системско носење на решение, за да повеќе никогаш не се доведеме во ваква ситуација да штрајкуваме за права кои што се веќе впишани во закон и во колективен договор. Ова со измени, со чекање на закон, што ви вели министерот Јетон Шакир? Разговаравте ли, имавте ли комуникација? Не знам какви измени на закон треба да се прават, ако закон за минимална плата точно кажува, а кажува дека никој во државата не сме да земе помала плата од минимална плата. Сега апсолутно мене не ми е јасно какви тоа закони се носат, па за волја на вистината морам да ви признам дека ние како репрезентативни синдикати не сме ги ни виделе предлог текстовите да расправаме за нив, па да бидат во процедура. Значи, ако ме прашате за законот за измени и дополнување на закон за детска заштита, сум како репрезентативен синдикат не го видел тој закон и не знаеме во влада кои се измените што ги предлага владата до собрание. Чекате, нели сте партнери социјални, треба да ве прашаат кога се носат закони или уште е рано за дебата, за расправа? Значи, искрено кажано, никогаш никој за ништо не прашал, освен што не информирале. Значи, тоа е различно. Едно е да не праша, друго е да не информира. Има Рафаиловски прашање за вас, коментар, повелете. Не е прашање, туку ќе се надоврзам на што го кажавте. Јас на почетокот кажав дека профитот се прави исклучиво преку луѓето од бизнис. Така. И јас вас комплетно ве разбирам дека не може да има урамниловка. Дека коефициентот на сложеност е основа за пресметување и наградување на личен доход или плата, како сакате крстете. Така. Мислам дека е страшен упад и во држава и во стопанство со минималната плата. Так. Тоа е ужасна грешка која ја повторуваат понатаму и понатаму. Мислејќи дека решаваат социјален мир или купуваат гласови. Напротив, само ќе направат уште поголемо незадоволство и ја вас ве разбирам комплетно дека не може во една градинка која ни е суштински потребна да и жената што чисти и негователката треба да имаат иста плата.
сосем точно. Тоа е тотално неразбирливо. И не смее да биде, и тоа е подценување на луѓето, на нивниот труд, и на крајот ќе биде како онаа на Берчек на филмот. Ти не можеш толку малку мене да ме платиш, колку ја што можам малку да работам. Да. Така е. Ќе продолжиме за минималната плата. Рафаеловски, Недоков, ајде уште кратко, кои се вашите конкретни предлози, што вие може да понудите, кој би можел да биде компромисот и во понеделник за агендата да кажете кратко. Ајде, накратко ќе се обидам. Нашите барања се поделени во две точки или две барања. Прво е подитно да ни подитно да ни се исплати процентот на зголемување на разликата помеѓу старата минимална плата и новата минимална плата, или тоа во бројки во проценти би значило 15.200 до 18.000, не праволиниски, не еднакво, не исто, како што некој предлага, него во проценти. Процентот е единствена исправна работа за вреднување, за наградување, за зголемување и така натака. Че не линеарно по 3 за сите, туку... Никако. Добро, Никако. Значи, процентуално 18,4%. Тоа е нашето барање, од кое што ние не отстапуваме, бидејќи е многу реално. И е правично, меѓу другото. Правично. Не може за некој 18,4% да има нето зголемување на плата, а некој, не знам, 5, 7 или 10% или небитно. Второто барање, ние практично компромисот со кое што бараме да во една динамика, во период од 2 години, да дојдеме до системско решение каде што ќе направиме систем на исплата на плати, каде што повеќе никогаш нема да се судриме со ваков проблем на урамниловка и на проблем со зголемување на минималната плата, ние да протестираме, штрajкуваме, нагодуваме, се закануваме и така натака и така натака. Значи ова дефинитивно не е ни балкански принцип, да не зборуваме за европски принцип или начин на барање на остварување на законски утврдени права. Еднаш за секогаш мора да се ослободиме од притисокот за да си ја добиеме платата за кое што со закони колективни договори сме се договориле. Од таа причина, велам, компромисот наш е да во рок од 2 години направиме систем кој што ќе функционира. Тоа не значи дека после 2 години треба да функционира, него до тој период да дојдеме до плати до 1. јануари 2024 година, да дојдеме со висина на плата каде што минималната плата ќе биде основна поизовна категорија, помножена со собствениот коефициент на работно место и да се дојде до некоја плата која што на вистина ќе го одразува вистинскиот статус на вработените во дејностите што ги застапуваме. Во понеделник, како ви е планот? Понеделник да бидеме здрави и живи, доколку ништо не се смени, а верувам дека сабота нема ништо посебно да смени во преговорите, договорите и така натака. Ке се спроведува одлуката што ја донесе Советот на СОНК, подкрепена од 97% изјаснети позитивно за штрајк од нашето членство. Штрajкувачите ќе бидат на своите работни места во одредени простории кои што ги договориле со работодавачот, односно со директорот. Нема да ги извршуваат своите воспитно-образовни задачи, ќе бидат во просторија за штрajкување. Тоа би значило дека и доколку доаѓаат дечиња во училиште, во градинка, дека од штрajкувачите нема да бидат прифатени. Училиштата и градинките ќе бидат отворени за функционирање на минимум услови за работа, ќе се грижи директорот, се разбира хигиена и други административни работи ќе бидат во функција, меѓутоа воспитно-образовниот процес нема да се одвива. Евентуално дечиња ако дојдат, одговорноста на директорот е да ја организира работата со тие дечиња, штрajкувачите немаат никаква одговорност во однос на... Па да не ви стават дополнителни наставници, тоа е модерно, на времето го правеа. Па да, имаше една шега со Вучич кога отишол во една фабрика да му презентираат колку се успешни во работата и колку се стручни работниците и велат погледнете колку имаме квалитетен кадар и наредени во 2 редици како во војска и Вучич врши смотра и гледа кинес до кинес. Сега станало на нова, малце шеговито,
ако евентуално подитно владата донесе одлука да се примат кинески заменски наставници, можеби ќе можат да ја завршат работата. Без навреда за кинезите. Благодарам, Јаким Неделков. Сонг. Стадион. Емисија за вашата вистина.